Отец Жарко, еве сме уште еднаш на разговор со вас. Имаме повод и некоја тема која што е актуелна во моментот, за жал актуелна во нашата држава. Се случи трагедија, помина повеќе од месец дена, знаеме за што конкретно зборуваме, за пожарот во Кочани, во кој животот го загубија веќе 62 лица, над 200 беа повредени. Вие како свештено лице би сакала да поразговарам со вас во однос на оваа трагедија, како полесно може да ја преживеат најпрвен семејствата кои што загубија свој чеда, после жртвите кои што се уште се нели на лекување и се борат за своите животи. Во вакви моменти на голема тага и болка, што најмногу им треба на семејствата кои изгубија најмили деца, браќа и сестри? Како да најдат барем малку спокој и утеха? Која е вашата мисла? Јас можам да го кажам она што ни го порачува Светото Евангелие, односно Христовите зборови, дека Христос вели јас сум воскресение, јас сум живот и во Христа е вечното блаженство и вечниот живот. Така што најголема утеха треба да бараме во личноста Христова, во нашето утврдување во верата во Господ Исуса Христа и довербата, длабока доверба во она што тој ни го вети и во свесноста за тоа дека ние како луѓе живееме во времето и во просторот. Додека Бог е создател на времето и на просторот и секоја тага Бог ја претвара во радост за оние кои што веруваат во Него. Тоа да речеме, доколку не сме проникнати во верата, наизгледа не сватиле го. Меѓутоа, нашето живење тука не е за да завршиме само на земјата и во земјата, претварајќи се во прав земен, туку да завршиме во животот вечен, во небесниот и блескав Ерусалим, во царството на Христа, на нашиот Господ, во оние живеалишта кои што Христос на апостолите им кажал дека во домот на мојот Отец има место за сите вас, односно во домот на мојот Отец секој оној кој што верува во мене ќе живее вечно. Ниедна душа пред Бога не е беззначајна. Ниедна личност пред Бога не е беззначајна. Секоја христијанска душа има непроценливо значење за Господ, како наш Творец, како наш Создател и како наш татко. Исто како што таткото се грижи за своите деца и мисли најдобро, така и Божјата промисла е најдобро намерна кон нас луѓето. Ова го велам од причина што сентименталноста наша, она што значи погоденост наша во одредени тешки моменти, ќе лекуваме преку црквата, преку личноста Христова. Од тие причини е воспоставена и светата литургија, каде што имаме дел проскомидија или прв принос, каде што свештеникот се моли за здравје на живите членови на црквата, меѓутоа и за покој на душите на оние кои што преминале во вечноста, кои што веќе телесно не се со нас. Потоа на секоја
задушница би требало да се молиме принесувајќи дарови на Бога преку во вид на пченица, вино и свеќа, со молитвата на свештеникот за душата на покојните и секако во нашите домашни индивидуални молитви треба да се молиме за нив. Како луѓе неизмерно жалиме. Сите сме погодени и ќе кажам и ќе признам дека плачев пред ТВ екранот кога гледав што се случуваше во тие трагични моменти во Кочани. Бев присутен и на опелото, молитвено учествував на опелото кое што се изврши за нив, чиноначалствувано од неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан и членовите на Светиот архиерейски синод и на Македонската православна црква Охридска архиепископија и бројното свештенство и секако ожалостените семејства и големото собрание на народ. Меѓутоа, не би бил смел за да навлегувам во она што се нарекува Божја промисла за луѓето. Сметам дека во таа насока не сум духовно ниту изграден, ниту издигнат, ниту пак би било во ред да се впуштам во такви размислувања или говорења. Меѓутоа, она што е Божјо допуштање е крст за нас луѓето и всушност свесни дека Бог е Бог на живите и дека во Христа имаме полнота, имаме ветување за живот вечен, треба да знаеме дека пред Бога нема умрени. Тоа е само разделба која што се случила тука на земјата. Меѓутоа, при второто Христово пришествие, како што се случи при Христовото воскресение, да воскреснат многу кои што го очекувале Христа, ќе воскреснеме сите и ќе се радуваме во Господа сите. Затоа треба да имаме смирение пред Бога, треба да имаме трпение пред Бога, молитвеност поинтензивна пред Бога и секако до оние сите тагуваме, меѓутоа оние кои што изгубиле најмили секако дека волката највеќе ја чувствуваат своите мисли, никогаш да не ги двојат од надежта во Христа Господа. Тоа не се само зборови колку да утешиме некого. Тоа е вистина. Тоа треба да биде нашата убеденост. Еве, скоро ни беше минатите денови Лазарева сабота, каде што преку Лазаревото воскресение Господ го воскресна Лазар кој беше 4 дена во гробот, ни покажа Господ дека неговата намера е всушност да му ја врати природата на човека осветена, она и тело нетрулежно, онака како што Христос имаше на преображението и онака како што Христос имаше при воскресението. Онаки како што ние би требале да бидеме, кои што го очекуваме воскресението Христово, се радуваме на воскресението Христово и се надеваме сега тука го предвкусуваме Царството Божие, меѓутоа во вечниот живот се надеваме и веруваме на живење и вечна радост во заедница со Бог Света Троица.
Во една прилика, после Христовото влегување во градот Ерусалим, јавајќи на осле, скромно и кротко, како цар на мирот, Господ Исус Христос после тие моменти повторно деновите ги посвети на проповеди, на поуки на народот. И тамо во една прилика, во разговор со фарисеите и садукеите и книжиците вели: јас сум Бог Аврамов, Бог Јаковов, Бог Исаковов, и кажува дека праотецот Давид, кого тие го почитували како цар и како пророк, за него вели дека е Господ. Кога вели, му рече Господ на мојот Господ: седи одесно од мене, додека не ги положам непријателите под нозете твои. Тоа се мисли на духовните непријатели на нечестивиот. И се разбира да се воспостави целосно она што значи наше радување пред Господа. Така што како човек изразувам голема тага, нормално. И Господ Исус Христос плачел кога разбрал и се нашол пред гробот на умрениот Лазар. Меѓутоа им приредил и на сите моменти на голема радост кога го воскреснал. Да се подсетиме на тоа и кога ги посетуваме гробовите на оние кои што загинаа во тој трагичен настан, треба да знаеме дека сите после телесната смрт не очекува воскресение. Препорака е само да се биде трпелив и да се биде посветен на црквата, на молитвата, на добродетелите, да не се губи надеж, затоа што на христијанинот не му доликува да губи надеж. Да останеме цврсти, носејќи го крстот свој пред Господа, и Господ ќе ни дарува тагата да се претвори во радост. И се разбира, се молиме како црква и за оние кои што беа повредени, повеќе или помалку, или оние кои што беа во моменти критични, истите тие да се опорават, истите тие да бидат силни духовно, држејќи се, вржувајќи се за Христа и за неговата личност, која што секогаш ни пружа рака на поддршка и не подкрепува и не крева ни животот, да истраеме и да бидеме добри членови на општеството и членови пред се на црквата Христова. Што би им препорачале на луѓето кои што го загубиле верувањето во Бога поради вакви несреќи? Знаеме дека во тие моменти чувствата се измешани, можеби некој чувствува гнев, некој губи верба во Бога. Што би им препорачале на тие ожалостени фамилии, не само на луѓето кои што изгубија свој мили во оваа трагедија, општо, значи на сите нас кои што сме изгубиле некој во својот живот? Сега ќе зборувам уопшто, пошто за конкретни примери не можам да посведочам. Знаете, има една тема која што во себе, да речеме, која што на маса или пред нас представува две контрасти. Тоа е едната е темата за гордоста, а другата е темата за смирението. Сега, оној кој што не успеал, да речеме, духовно да се изгради доволно, ранлив е. И бидејќи е ранлив и недоволно заштитен од Божјата, од неговото недоволно трудење за да биде
се повеќе и повеќе посетен од Божјата благодат, знае да биде и брз. Меѓутоа, како луѓе кои што го носиме името Христово како христијани и ние како свештеници, како што е Бог трпелив, и ние не треба да брзаме со констатации или осуди дека некој кажал дека ако во лутина без разочарување кажал непогоден збор за собственото верување и убеденост во Бога и неговата добронамерност кон него, дека тоа треба да биде врзано во крпче, што вели народот како така, и така да остане. Луѓе сме, паѓаме, слаби сме, меѓутоа, затоа пак црквата како заедница возглавувана од Христа е тука да помогне и да излекува секој кој што има желба да биде излекуван. Не дај Боже, само оние кои што се тврди во негирањето на она што постои и постојало пред времето и просторот, со нив е, да речам, малку потешко, затоа што и Бог вели, секој греф може да биде простен, меѓутоа хулењето против Светиот Дух не. Така што човек, доколку се подпира само на себе, и сам себе ќе се изненади, а не другиот да не изненади. Ние самите себе ќе се изненадиме. Затоа треба во секоја прилика, секој момент да го живееме со Христа, за да би останале целомудрени, за да би останале исправни пред Господа, исправени, цврсти во верата, за да не се случуваат такви моменти, а верујте дека тоа може да му се случи на оној кој што мисли дека е сигурен, доколку се подпира на себе, а не на Христа. Според вас, како нацијата да остане обединета, мирна и силна во време на колективна болка и страдање? Повторно, само преку верата, само преку Христа и само преку фактот дека Бог е оној кој што тагата ја претвара во радост. Еве, токму тоа е значението и на Великден. Тагата на луѓето од праотецот Адам, па до тој што починал вчера, или пак да речеме состојбата на оној кој што живее денес, се претвара во радост токму преку обновата на личноста Адамова, односно спасението негово дарувано од Бога во личноста на Господ Исус Христа. Ако сме христијани, тогаш како православни христијани ни доликува да бидеме исправени во верата и трезвени. Доаѓаат моменти кога животните неприлики како ветрови ќе не разнишаат, можеби, меѓутоа, затоа е црквата тука со своите молитви и со помош Божја да го изведе секого на прав пат и да го излекува и исцелува. Отец Жарко, за крај ме интересира која е вашата молитва за сите оние што ги загубивме и за сите кои денес страдаат? Ние, како црква, се молиме секогаш за оние кои што не се меѓу нас веќе. Дали да речеме во формулации кои што се кажани општо, дали наведувајќи ги нивните имиња кои што се секако познати на Господа, моје е да го кажам она кое што се наоѓа во свештениковата молитва, во чинот кој што е
предвиден за во свештените книги за такви прилики, за да Господ ги всели во место светло, место прохладно, место каде што не постои болка, жал и воздишка, односно во близина Христова, во Царството Небесно. Јас сум убеден дека овој век ќе го изодиме сите ние животниот пат. Секој според Божјата промисла за него. Убеден сум дека ќе се радуваме во Царството Божјо и тоа ме крепи. Тоа ме држи покрај моите слабости како човек. Ви благодарам многу на овој разговор и ова утеха што ја добивме на некој начин од ваша страна. Бог да им дарува здравје на оние кои што се лекуваат и вечен спомен во Царството Христово, вечен спомен во Царството Христово на оние кои што преминаа во таа несреќа.